Јас сум Миле Никодиновски, судам од 2017 година, имам 33 години. Колку е предизвикувачко да се суди на турнир како Илинден Куп, каде има многу млади играчи и премногу емоции? Па, интересно е, пред се што има најмногу досега во нашата земја представници од другите земји, од странски држави. Секогаш кога се работи со емоции е малку тешко да се завршат работите, како што треба и како што сите очекуваат од нас да ги завршиме. Која година поред сте дел од овој турнир? Од почетокот до сега 3 години. Што за вас лично значи да бидете дел од организацијата толку години? Па, организацијата е малку подлабоко, ние сме дојдени тука да помагаме во текот на играта да заврши во фер плей. Кои се најчистите ситуации или дилеми со кои се соочуваат судиите на вакви надпревари? Па, секогаш се различни, не можам да ти кажам конкретно. И како се справувате со притисокот од трибините и со реакциите на играчите и тренерите? Затоа сме тука дојдени да ја спуштиме топката, кажано фудбалски, и на крајот да бидат сите задоволни. И колку е важен плейот? Секогаш се трудиме да биде фер плей на прво место во игра. Ви благодариме. Дали некој доби црвен картон? Дали добил? Сакаш да го снимаме? Или не знам, дали имало некој сериозен прекршок на надпреварот или ги почитуваат само за овој турнир, правилата? само за ова вака. Само за Добре, тука ајде. зборувам. Од почеток да снимаме? Не, снимам, уште не станало. Окей. Ќе сечи, ќе лепи. Дали некој од играчите доби црвен картон? Па на овој турнир, на тие утакмици што имам судено, нема добиено. Претежно пред утакмица ги со правилата, со измените ги опомнуваме играчите, односно ги кажуваме и се придржуваат кон правилата. И покрај правилата, дали имаш некои ситни прекршоци од страна на играчите или од тренерите? Па знаат да направат, но во границите на нормално.